Ова се настаните на денот. Зголемен бројот на пациенти од Охрид и Струга во здравствениот дом во Вевчани. Врачени признанија на медицински сестри од Охридската општа болница. Да им се дозволи на трговците на мало во туристичките места да работат во недела, предлог на Министерството за економија. Газдите почувствуваа што значи да се работи во недела, неускратувајте им го тоа право. Сојузот на синдикати на Македонија контра Министерството за економија. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес преовладуваше претежно сончево време со локална облачност и многу висока дневна максимална температура од 25 степени Целзиусови во попладневните и вечерните часови, услови за локални врнежи од дожд. Во сабота на најголем дел од Европа времето претежно стабилно и релативно топло, освен над источна и југоисточна Европа, каде ќе биде нестабилно со врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров во сабота облачно и нестабилно, локални врнежи од дожд, но релативно високи температури. Во централните и крајните и јужни делови сончево со локална облачност. Максималните дневни температури на Балканот во сабота од 21 до 28 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота во утринските и предпладневните часови сончево со локална облачност, но посвежо со благ пад на дневните температури. Попладне нестабилно со локални врнежи од дожд и грмотевици. Минималните од 8 до 16, максималните од 20 до 28 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота во првата половина од денот сончево со локална облачност. Попладне нестабилно со врнежи од дожд и пониски температури. Минималната 12, дневната 22. Во недела, понеделник и вторник во нашиот град времето сончево со локална облачност ќе биде потопло. Дневна температура од 24, односно 25 степени Целзиусови. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Аре, ги крена рампине? Неам, знам дека во Кармен рампиве ги имат кренато за цел град. Зашо ќе има таму? Многу големи настани, многу големи изненадувања. Кога ре? На 20 и 21 мај. Кармен Бау центар со голем настан на 20 и 21 мај и безброј изненадувања. О, дешавка, имаше толку многу попусти. Јадење и пијање без пари, да бе, чути не кажбе никому. Големи попусти дури до 40% на брендовите како Бекамейт, Bosch, Revolt, Stanley, Swiss Chrono, Maracci, Velux, Grafite, Berto и многу други. Не пропуштајте да не посетите. Можеш ре? Ако не можеш, турни го за пивцето. Рампи кренати! Попусти колку сакаш. Јадење, пијање без пари. Ова го има само во Кармен Бау центар. Појлите на дружба на 20 и 21 мај.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Зголемен бројот на пациенти во здравствениот дом во Вевчани. Директорот на здравствениот дом, доктор Светозар Чочоровски и Јован Стојковски, вели дека тенденцијата на зголемување на пациенти, посебно за специјалистички прегледи и лабораторија, е видлива од јануари годинава со пациенти од Охрид и Струга. Охридската и Струшката болница со месеци се блокирани, кубурат со лекови и реагенси, па пациентите ги користат здравствените услуги во Вевчани, единствената јавна здравствена установа каде нема недостиг на лекари специјалисти. Наплив на пациенти во здравствениот дом доктор Светозар Чочоровски во Вевчани. Охридската и Струшката болница со месеци функционираат со блокирани сметки, кубурат со лекови и реагенси, па охриѓани и стружани ги користат здравствените услуги во Вевчани. Најголем дел од пациентите во Вевчани прават специјалистички прегледи и испитување во клиничката лабораторија. Тенденцијата на зголемување на бројот на пациенти, посебно во специјалистичките, како и што и во лабораторијата, е приметлива после јануари 2022 година и забележително е дека има голем број на пациенти од Струга и Охрид, што претходно ги немаше. Ние традиционално имавме пациенти од Дебар. Во здравствениот дом во Вевчани редовно ги има сите реагенси за биохемиски испитувања. Најголем дел е во биохемиската лабораторија, тоа се бидејќи ние сме снабдени со реагенси, ги имаме константно, испитувања Лу1, Лу2, алерготестови, тестови за корона, антиген, така е на голема палета на услуги. Ние имаме клиничка биохемија, значи ги покриваме сите видови на испитувања кои што се специјалистички и исто така и рентгенот извонредно работи. Здравствениот дом доктор Светозар Чочоровски доби 2 нови лекари специјалисти, физијатар и офталмолог, со што се отвараат и нови оделенија. Отворивме кабинет за физикална терапија, имаме доктор специјалист физијатар, кој што го покрива исто овој регион, а во текот на месец мај планираме да отвориме и кабинет за офталмологија. Процесот за набавка на опрема е во тек. Мислам дека до крајот на месецот ќе ја завршиме, а докторот специјалист ја заврши специјализацијата по офталмологија. Следната година јавната здравствена установа ќе добие и дерматолог. Во Вевчани нема недостиг на лекари специјалисти, од 90 вработени, 25% се доктори, а останатите медицински персонал. Врачени награди и признанија за медицинските сестри од Охридската општа болница. Пофалница доби главната сестра Анета Волкановска за успешно менаџирање со медицинските сестри. Неделата на сестринството ќе се одбележи и со избор на најхумани одделенски сестри во здравствените установи. Сите медицински сестри од ковид центрите се прогласени за хероини во бело на годинешното одбележување на неделата на сестринството. Тие се наоѓаа во првите борбени редови против пандемијата повеќе од 2 години. На одбележување на овој датум Сдруженијата на медицински сестри, акушерки и техничари има средба со министерот за здравство, професори и доктори кои упатија благодарност за придонесот на овој кадар во пандемиската борба. Сестрите од општа болница Охрид како регионален ковид центар добија благодарница за нивната пожртвувана работа, информира Јулија Трповска, председател на Охридското здружение на медицински сестри, акушерки и техничари. Пофалница и беше врачена на главната медицинска сестра Анета Волкановска. Сестра Волкановска даде голем придонес да не се почувствува недостаток од медицинската грижа за болните, како менаџер на медицинските сестри, напоменува Трповска. Тоа беше една војна на која што во првите редови беше медицинската сестра. Голема благодарност во името на Сдруженијето до сите сестри, до сите. Толку се пожртвовани, толку се хумани, тоа е не можат тие зборови да се искажат и покрај тоа што има толкава тежина, тие пак насмеани, ведри, во секој поглед, само да ја достигнат целта, односно колку што може повеќе да се спаси или да се поможи на човечкиот живот.
Професијата медицинска сестра е хумана и привлечна за младите луѓе, вели сестра Јулија Трпоска. Покрај сите потешкоти и тажни ситуации кои ги носи работата, има и прекрасни моменти. Тоа е радоста при секој спасен живот, но во моментов сите болнички установи се соочуваат со недостаток од медицински персонал. Желба на сите медицински сестри и акушерки е да се надмине оваа состојба. Најмногу сакаме да имаме повеќе персонал, да имаме млад персонал, да можеме да го обучиме и да биде онака како што треба. Да пациентот утре кој ќе дојде да влезе во една установа каде што припаѓаат сестри кои што ќе можат да пруџат правилна нега. И нема никогаш да бидат оскудни во времето, оскудни во персоналот, нема да бидат изморени, него само ќе трчаат и тоа да го придонесат онака како што треба, затоа што основна дејност на секоја медицинска сестра е негата на пациентот. На локално ниво, неделата на сестринството ќе се одбележи со доделување на признанија за медицинските сестри во понеделник. На средбата ќе бидат избрани и нехумани сестри од сите болнички оделенија од охридските здравствени установи. Да им се дозволи на трговците на мало во туристичките места да работат и во недела преку целата година, предложи Министерството за економија. Предлог измените на Законот за трговија се доставени до Собранието. Министерството за економија до Собранието достави предлог за измени и дополнување на Законот за трговија со кој се дава предлог сите трговци на мало во туристичките места да можат да работат во недела и за време на празници. Измените и дополнувањата на Законот за трговија се доставени до пратениците за нивно разгледување и усвојување, велат од Министерството. Посочуваат дека со овие измени им се дава можност на сите туристички места што се пропишани со Закон за туристичка дејност, продавниците и дуќаните во кои се врши трговија на мало да можат да работат и во деновите кои се третираат за неработен ден и државни празници во текот на целата година. При тоа останува трговците на мало во туристичките места на работниците да им платат надоместок од 100% дневница за работа во недела и празници. Пред 2 дена општина Струга и градоначалникот Рамис Мерко соопштија дека се приклучуваат кон барањето на туристичкиот сектор и дуќанџиите недела да биде работен ден во туристичките градови. Пред 2 месеци градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков ги поддржа давателите на туристички услуги охридските трговци и се заложи дека ќе лобира до надлежните владени институции со цел да има измени или отстапување од законот според кој недела е неработен ден. Сојузот на синдикати на Македонија соостра реакција до Министерството за економија за законските измени со кои трговските објекти во туристичките места ќе работат во недела. Газдите почувствуваа што значи да се работи во недела, не смее да им се ускрати таквото право и повторно да се дозволи работниците да им работат, а тие да одмараат, велат од ССМ. Министерството за економија веќе им овозможи на газдите сами да работат во недела во туристичките места и во трговијата на мало, водејќи грижа за работниците, нивните семејства и нивното неприкосновено право на заштита на човековото достоинство и семејни вредности, водени од тоа дека работниците и граѓаните може и треба и во својство на туристи да ги посетуваат нашите туристички места, со измената на Законот за трговија и Законот за работни односи, ССМ и другите социјални партнери обезбедија најголем број од работниците, вклучително и оние во трговијата, да бидат слободни и да не работат во недела, а газдите да работат. Не смее заради тоа што газдите почувствуваат што значи да се работи во недела, да им се ускрати таквото право и повторно да се дозволи работниците да им работат, а тие да одмараат, децидни се од Сојузот на синдикати. При тоа потсетуваат дека со законските измени Сојузот на синдикати и социјалните партнери обезбедиле можност специјализирани продавници или киосци во туристичките места под услови одредени со закон да работат, а предвидена и можност за работа на молови, штандови и киосци за време на спортски настани, фестивали, саеми, манифестации и слично, како и предвидена е можност во продавници за трговија на мало со храна, пијалоци и слично, работата да ја вршат лично сопствениците на продавниците. На овој начин ССМ сметаат дека се покриени сите потреби на туристите од аспект на трговските услуги, со тоа што работниците кои ќе бидат ангажирани во недела имаат право на додаток на плата во висина од 100% за секој час поминат на работа, како и право на неделен одмор во друг ден од неделата. Подсетуваме дека ние работниците сме побројни, па нашето незадоволство ќе биде и соодветно изразено, велат од ССМ.
10 одобренија за градба се издадени во Охрид во месец март годинава, објави денеска Државниот завод за статистика. Од нив за 7 градби како инвеститори се јавуваат физички лица, а 3 одобренија се издадени на деловен субјект. Во Струга издадено е само едно одобрение за градење на физичко лице. Во Охрид бројот на станови расте, иако бројот на население се намалува. Според податоците од пописот 2021 година, кои беа објавени од Државниот завод за статистика во март годинава, бројот на станови пораснал за 15,52%. На ниво на државава во март годинава издадени се вкупно 373 одобренија за градење, што е за 10,4% повеќе во однос на март минатата година. Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 182 или 48,8% се наменети за објекти од високоградба, 69, односно 18,5% за објекти од нискоградба и 122, 32,7% за објекти во реконструкција. Во извештајниот период е предвидена изградба на 501 стан со вкупна корисна површина од 45.333 метри квадратни. На почеток на јуни во Охрид ќе се одржи панел дискусија на тема предизвиците и современите аспекти на планинско спасување во Европа. На дискусијата ќе учествува председателот на Хрватската горска спасителна служба, а најавено е и присуство на евроамбасадорот Дейвид Гир, дипломати и министри. Дискусијата треба да даде полезни согледувања за можностите на одржливост на планинската спасителна служба при Општинската организација на Црвен крст Охрид. Председателот на Црвен крст, Сашо Точков, во најновото издание на Прашалник, вели дека не смее да се дозволи службата изградена врз ентузијазмот на волонтери алпинисти, како европски проект и опремена по современи стандарди да згасне. Доколку вие како локална заедница не покажете интерес и не ве интересира ваквата работа, се плашам дека тие волонтери ќе ги изгубиме. А вие да изградите еден алпинист, волонтер, кој што може да се вклучи во работа на ваква сензитивна проблематика, е навистина тешко. Нека најдат начин преку туристичка такса, на било кој начин, спасителната служба не смее да замре, затоа што ако ги изгубиме луѓето, волонтерите, ние сме изгубили све џабе и опрема и најсовремена, најсофистицирана, све е тоа џабе ако ги немате луѓето кои што знаат и умеат да ја користат таа опрема. Ни се смеат како е можно ние после 4 години спроведување на проект се уште да немаме одржливост и начин на функционирање. Зборувам за Охрид, кај што сме сега можда ќе звучи нескромно, него со планинската спасителна служба или во делот на катастрофи, спасување на вода и спасување на планина, за 3 чекори пред сите организации во држава и пред сите градови. Емисијата Прашалник на ТВМ со Сонја Рилковска, во која гостува председателот на Црвен крст Охрид, Сашо Точков, ќе можете да ја погледнете веднаш по дневников. Поради одржување затворено фудбалското игралиште на градскиот стадион. Јавното предпријатие Билјанини извори ја известува јавноста дека од 15 мај до 5 јуни годинава градскиот стадион Билјанини извори, фудбалското игралиште, ќе биде затворено за користење. Имено во наведениот период на фудбалскиот терен ќе се вршат тековни годишни активности во насока на подобрување на условите на фудбалското игралиште. И во наредниот период предпријатието ќе биде фокусирано согласно годишната програма за подобрување на условите на спортската инфраструктура со која стопанисува, велат од Билјанини извори. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Агенцијата на Обединетите нации за бегалци УНХЦР соопшти дека повеќе од 6 милиони бегалци ја напуштиле Украина откако Русија ја започна својата инвазија на 24 февруари. УНХЦР кажа дека бројот на оние кои заминале изнесува 6.029.705 заклучно со 11 мај, од кои 90% се жени и деца. Украинските власти на почетокот на конфликтот им забранија на мажите на возраст меѓу 18 и 60 години да напуштат земјата во обид да ја зајакнат војната, цивилната и другата одбрана. Многу од милионите кои избегаа заминаа во соседните земји, најголем број во Полска. Уште 8 милиони украинци се внатрешно раселени поради конфликтот.
Најмалку 11 лица загинаа при превртување на чамец со мигранти северно од ненаселениот остров Десечео, близу западниот брег на Порто Рико. Не се знае колку луѓе биле во чамецот, а меѓу спасените се 20 машки и 11 женски лица. Хеликоптер на американската царина и гранична полиција забележал превртен чамец и набрзо почнала акцијата за спасување. 8 хаитјани се во болница и не се знае националноста на останатите лица од чамецот. Во регионот мигранти од Хаити и Доминиканската република бегаат од насилството и сиромаштијата во своите држави. Американската крајбрежна стража и Доминиканската морнарица во саботата спасија 68 мигранти во преминот на подрачје меѓу Порто Рико и Доминиканската република. Севернокорејската новинска агенција објави дека 6 лица во земјата починале како резултат на коронавирус, а еден од починатите позитивен бил и на високо преносливата варијанта Омикрон, како по 2 години глобална пандемија во земјата беа потврдени првите случаи на COVID-19. Според Guardian и агенцијата, 187.000 лица во Северна Кореја се изолирани и се лекуваат откако треска од неидентификувано потекло се проширени из целата земја од крајот на април. Новинската агенција не прецизира колку COVID позитивни има во земјата. Потврдата за првите смртни случаи во Северна Кореја доаѓа откако земјата соопшти дека воведува максимални итни мерки за справување со епидемијата откако коронавирусот се појави во главниот град Пјонкјанг првпат по 2 години глобална пандемија. Според СЗО, пред 2 години Северна Кореја направила вкупно 13.259 теста, а од кои сите биле негативни. За време на воената парада истата година севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун им се заблагодари на граѓаните и војниците за нивната лојалност што останале во добро здравје поради глобалната пандемија. Неколку стотици австралијанци добија инструкции да се евакуираат од своите домови бидејќи државата Квинсленд се соочува со нова вонредна состојба поради поплави. Издадени повеќе од 10 предупредувања во кои од жителите на одредени региони се бара да ги исчистат своите домови и да се евакуираат. На почетокот на неделата едно лице го загуби животот поради поплавите, а бурата сега се пресели во најнаселениот јужен дел на Квинсленд, каде е главниот град Брисбејн. Во февруари Квинсленд беше уништен од поплави кои однесоа 13 животи и 20.000 домови. Уште 9 лица загинаа во поплавите во соседната држава Нов Јужен Велс, а метеоролозите предвидуваат дека ќе бидат излеани неколку реки. Некои градови во долината Локер западно од Брисбејн веќе се под вода, а главниот пат е одсечен. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.